Добар ден и добре дојдовте во e-училница на видеочасот по хемија за 9-то оделение. На овој час ќе зборуваме за уште еден од можните начини за добивање на соли. Кои ни се целите на овој час? Целите на овој час ни се следниве: да научите и да знаете дека сол може да се добие кога метален оксид реагира со киселина, при што на крајот од реакцијата покрај сол се добива и вода. Да научите и да знаете да ја објасните постапката за добивање на соли од метални оксиди и киселини, чекор по чекор, и да знаете да ги одредите продуктите кои се добиваат со оваа реакција доколку ви се дадени реактанти. Како што кажавме, денес ќе зборуваме за добивање на соли со реакција на метален оксид и киселина. Веќе знаеме дека оксидите представуваат бинарни соединенија на кислород. Тоа значи дека во својот состав ќе содржат или метал или неметал поврзан со кислород. Според составот, оксидите ги делиме на метални доколку во својот состав содржат метал поврзан со кислород и неметални доколку во својот состав содржат неметал кој е поврзан со кислород. Во метални оксиди спаѓаат оксидите кои се составени од метал и кислород и оксидите кои се составени од полуметал и кислород. Што се добива кога метален оксид реагира со киселина? Овде ви е прикажана општа текстуална равенка за овој вид хемиски реакции. Кога метален оксид реагира со киселина, како продукти се добиваат сол и вода. Пример, доколку магнезиум оксид реагира со хлороводородна киселина, како продукти ќе добиеме магнезиум хлорид плюс вода. Овде ви е прикажана и хемиската равенка за овој вид хемиска реакција. Како тече една постапка за добивање на соли од метални оксиди и киселини? За да видиме на кој начин се одвива ваквата постапка, ќе погледнеме едно видео за добивање на бакар 2 сулфат при реакција на бакар 2 оксид и сулфурна киселина. Да го погледнеме видеото. Во лабораториски сад, независно дали е чаша, Ерленмаер или колба, ставаме разредена сулфурна киселина. Во садот, со лажичка, додаваме бакар 2 оксид. Додавме вишок од бакар 2 оксид, се додека не сме сигурни дека киселината целосно изреагирала. Кога киселината целосно ќе изреагира, тоа значи дека хемиската реакција завршила, а како знак за тоа ќе добиеме промена на бојата на растворот. Погледнете, бојата на растворот се промени во сива. Сега во садот имаме раствор од добиената сол и вишок од бакар 2 оксид кој е нерастворлив. За да го отстраниме вишок од бакар 2 оксид, ќе извршиме постапка на филтрација. На филтерната хартија ќе ни остане вишокот од бакар 2 оксид, а низ неа ќе ни помине растворената сол. На крај, растворот од добиената сол ќе го ставиме во сад за кристализација. За побрзо испарување на течноста можеме растворот и да го загрее. По додавање на растворот во сад за испарување, по извесно време ќе добиеме кристалчиња од добиената сол, во овој случај бакар 2 сулфат. Еве како изгледаат тие кристали од бакар 2 сулфат. Ко погледнавме видеото,
за добивање на бакар 2 сулфат при реакција на бакар 2 оксид и сулфурна киселина. Ајде да ги повториме чекорите на оваа постапка и истите да ги запишеме. Чекор 1. Во лабораториска чаша се става разредена сулфурна киселина, а потоа со лажица се додава бакар 2 оксид, се додека на дното не се појави вишок од него. Тоа значи дека киселината целосно изреагирала. Чекор 2. Вишокот од бакар 2 оксид се филтрира со помош на филтер хартија и инка. Низ филтер хартијата ќе помине растворот од бакар 2 сулфат, а ќе остане вишокот од бакар 2 оксид. И на крај се изведува постапка на испарување или кристализација, при која што водата ќе испари, а во садот останува добиената сол во вид на кристали. Во овој случај добиената сол ни е бакар 2 сулфат. Овде ни се прикажани текстуалната и хемиската равенка за овој вид хемиска реакција. Бакар 2 оксид плюс сулфурна киселина се добива бакар 2 сулфат плюс вода. И дадена ни е и хемиската равенка. Како задача имате да ги довршите текстуалните равенки, потоа истите да ги претворите во хемиски и точно напишените хемиски равенки да ги израмните. Магнезиум оксид плюс сулфурна киселина, калциум оксид плюс јаглеродна киселина и алуминиум оксид плюс фосфорна киселина. Втора задача. Со помош на дадената слика треба да ги подредите чекорите од постапката за добивање сол од метален оксид и киселина. Лево ви е дадена сликата, а десно ви се дадени исказите. Пред секој исказ на празното место треба да го ставите соодветниот број со кој мислите дека е прикажан дадениот чекор од постапката за добивање сол. Првиот исказ ви е филтрација и отстранување на вишокот од металниот оксид. Потоа, загревање на смесата и додавање метален оксид се додека не изреагира целата киселина, испарување на течната компонента од филтратот и кристализација, односно добивање кристали од сол, и избор на соодветен метален оксид и додавање во садот во кој се наоѓа киселината. Третата задача се однесува за учениците кои работат по посебно изготвени образовни планови. Овие ученици треба да ги групираат дадените оксиди според нивниот состав